кадри од сите области. Како ние ќе градиме држава кога народо масовно ја напуштува Македонија. Податок имаме последен во последните 10 години од Светската банка, дека Македонија 500.000 работоспособни луѓе имат напуштен. Ве упозорувам, не, ве предупредувам, сите вие што ќе излезите, а треба да излезите масовно на гласање, еднаш за секогаш, профитерите, манипулантите, криминалците, од редовите на ДУИ, ДПМН, СДС и нивните политички сателити, кои што 29 години не уништуваат и живот немаме видено, да не гласате за тие луѓе, а да гласате за демократи, да гласате за честни луѓе, да гласате за функционална држава, која што заедно со вас можеме да ја креираме. Гласајте, заокружете го бројот 2. Многу важна работа исто што сакам да спомнам е и за спомнав нешто во конкретниот случај за дивоградбите покрај брегот. Но сакам да кажам сега, во овој момент веќе има десетина активно дивоградби кои што се градат во Охрид, а постои мораториум. Мораториум да не може да се гради ништо. Кај се тие инспектори, кај е власта, кај е градоначалникот? Градоначалникот еднаш изјаве дека му било страв за да се расправа со дивоградбите. Па господине градоначалници, ако е тоа точна изјава, тогаш што сте се нафатиле да бидете градоначалник? Зошто вас ви е страв? Од кого ви е страв кога вашата партија е на власт? Значи тука и горе од центаро, од владата, во собрание одредена група на луѓе, значи општо кажано владачката партија со нивните коалициони партнери се во некаква спрега и договор со градежната мафија и во Охрид и во цела Македонија. Демократи мора ова да го спречат. Мора да се уништи ова градење, мора да се спречи уништувањето на Охрид. Затоа имаме база која што е на 200-300 метри, база на цемент кој што градат и не можам да сватам кој му дозволи. Сега се слуша дека од непознат сторител, базата била изградена од непознат сторител. Па тоа не е ливче фрлено на улица, па не знаеме кој го фрли, бе луѓе. Доста не лажат, доста не упропастуваат. Живото ни го уништија. Јас толку време не живеев овде, кога дојдов се чудев. Што ние молчиме? На кого му молчиме? На луѓето кои што не уништуваат? Па не смееме повеќе. Ве молам, пак уште еднаш кажувам, размислете длабоко дека Македонија е на сите граѓани, на сите македонски државјани. Не дозволете, немој да дозволувате да не делат по националност, по религија. Ние сме тука сите кои што се бориме и треба да се бориме за ова парче земја. Имам истите права, но треба да ги имаме истите одговорности и должности. Затоа последен пат ве повикувам. Гласајте за демократи, заедно придружете се да креираме функционална држава. Заокружете број 2. Да живее Македонија!